Секојдневно се зголемува бројот на македонски студенти кои што сакаат и студираат во Словенија. Зошто ја избира токму Словенија? Зошто е таа толку посакувана? И какви се условите кои што ги нудат таму за нашите студенти? Но всушност е главното прашање, што ние треба да направиме за да ги вратиме по едно вакво искуство за нив, да ги вратиме во нашата држава. Денеска дискутираме, се советуваме, разговараме со Кристијан Поповски, тој е македонски студент кој што во моментот студира во Љубљана. Така е, добро утро. Добро утро и до вас. Кристијан, ајде може да почнеме со моментот кој што навистина сакаме да биде главното прашање за 1600 студенти и зошто е толку примамлива Словенија за учење? На почеток ви благодарам за поканата и тоа што ни давате простор да ги споделиме нашите размислувања со нашата држава и да можеме да помогнеме во подготовката на промените за кои сите зборуваме. Зошто Словенија како држава е доста популарна кај младите, поради тоа што нуди една палета на различни бенефити кои ние ги уживаме како студенти таму. Меѓу другото и бесплатно образование. Например, да бидам конкретен, јас како студент годишно плаќам околу 60 евра на економскиот факултет и тие средства потоа ми кажуваат дека одат 15% за подобри наставни методи, 15% да кажеме за библиотеки, така да точно е определено каде одат нашите средства и како се користат и сите бенефити после кои ние ги добиваме со самата уписнина. Исто така како студенти имаме и субвенциониран оброк, што значи дека еден оброк дневно е делумно покриен од страна на државата и ние треба да платиме до максимум 5 евра за да имаме квалитетен оброк каде што вклучува главно јадење, салата, овошје, супа и уште нешто ако има дополнително десерт. Исто така самите факултети се доста опремени, лабораториите. Меѓутоа и ние како млади сакаме да имаме можност да се надградиме, да научиме како се пушта машина за перење и како се води живот и како баш буквално јас првите денови. Добро, тоа нема да го научите тука во Македонија? Па не викам или дека тука мајките ги вршат работиве, бабиве така помагаат? Да, јас додека не стигнав таму, јас нема вклучена машина и сејав на мама и кажав: "Ало мамо, како се пушта машина?" Не и кажа, ја праша. А добро, не ли можеш тука да речеш на телефон: "Мамо, како да?" или ќе ти рече: "Ќе дојдам јас, ќе ја пуштам." Па, тоа е начинот на размислување каде што сакаме да се осамостоиме и многу од нас младите сакаат да излезат, да видат како е, да бидат своји и едноставно да се изградиме како личност. Не само, мислам, бенефитите се супер, меѓутоа ти треба една излегување од комфортната зона каде што ќе речеш: "Океј, сега веќе светот зависи од мене и тоа што јас ќе го направам е тоа што ќе го имам. Ако јас забушавам, јас нема да имам. Ако јас направам добро, јас ќе имам." И тоа чувство после кое ќе го добиваш е супер. Затоа е и убаво младите да бидат мобилни, јас сум вклучени во различни проекти. Од аспект, еве имаме Erasmus проекти, имаме CEPUS, значи различни проекти за мобилност, дали е 3 месеци, 6 месеци, чисто да го добиеш искуство на самостојност во твојот живот. Така да постојат многу различни бенефити и субвенционирани превоз имаме како студенти и како заедница имаме постојано активности, меѓутоа не сакам ова да биде само промоција на Словенија, затоа што Словенија е супер. Зошто тоа нека бидат позитивни практики кои што би можеле да се обидеме да ги примениме, пресликаме кај нас. Така, да. Тоа е супер и ние соработуваме како Македонска студентска организација во Словенија со Универзитетското студентско собрание науки многу. Ми баш вчера бевме заедно и се дружиме и завчера. Првиот академски час. На првиот академски час и на журката што организира и други активности. На Словенија има журки? Има. Има таа социализација. Балкански или какви се? Има секако, има журки од различни аспекти. Или дома си е дома. Ама енергијата тука и народот што ние си имаме таа топлина, тоа ќе излеземе на сцена, ќе играме сите заедно, таму е малку поразлично. Како изгледа студирањето во Словенија? Ни кажа, сега кои се можностите за работа и каков е начинот на животот, делумно го долови, она што сите го знаеме, нели? Кои се можности ги имате потоа? По завршувањето на студии? Па или за време на студиите, дали имате можност да работите за време на студиите? Да. Еден интересен концепт што може би е убаво да се размисли, еве чисто како пример, е тоа што
Словенија има супер пракса, направен барем така гледаме ние младите, каде што јас како студент можам во договор со фирмата таму да работам колку време јас сакам, односно тоа значи ако денеска јас можам да посветам 1 час за студентска работа, во тој случај ќе посветам 1 час. Ако можам 8 часа, ќе посветам 8 часа. Така да не си ограничен, например, да мораш 4 сати, се е во договор на фирмата и доколку не сакаш веќе да соработуваш, тогаш ќе им кажеш и тие немаат правни, да речам, некои механизми за да те задржат дека ти мораш. Меѓутоа тоа е двострано. И така студентите се наградени, односно се валоризира нивниот труд. Тоа го спомнавме и на конференцијата што имавме од Словенија до Северна Македонија, синергија на образованието и бизнисот на нашата држава, каде што им споделивме со министрите, стейкхолдери од различни аспекти од Македонија, дека многу е важно ние да го вреднуваме трудот на младите. Зошто јас би сакал да се надградувам, да имам пракса, да учам повеќе, ако сум платен или не сум воопшто платен, например, за пракса. Знам дека има напори, знам дека со студентското, универзитетските студентско собрание, националното тело тука кај нас се работи, меѓутоа таа една пракса на словенечките фирми како ги вреднуваат младите, се борат за нив, ги дообучуваат, е нешто што можеме ние да научиме како држава и полека, ако бизнис секторот не следи, да може да ги гради кадрите што утре ќе се вратат повторно кај нив и ќе ја градат нашата држава. Добро, има можност за онлайн учење. Добро. Така. И сега има студенти кои што живеат во Македонија, онлайн учат на универзитет во Љубљана. Зошто сепак не 1600 студенти, зошто тоа не е изборот, туку додека траат студиите сепак се замина од Македонија и се отиде во Љубљана? Таква програма има нашиот, односно, технички нашиот, економскиот факултет на универзитетот во Љубљана, кој има направена програма тука. Па не знам за другите, можно да има неколку примери, но за тој сум сигурен. Добро. Затоа што, ама тоа е специфично и тие студии се онлайн. Добро, да. Меѓутоа повторно тука недостасува тој момент да си присутен таму, да го имаш тој однос со професорите, да се запозна со светот, да имаш можност за работа, за студентски оброк, за академска заедница, затоа што ти кога си онлайн имаш супер знаењето ќе го добиеш, ама повторно пак зависи од тебе. Сепак условите се тие таму кои што се примамливи. Добро, велиш односот со професорите. Каков е односот со оние кои што треба да го пренесат знаењето? На кој јазик студирате? Дали се почитува ако брзо го совладаш словенечкиот јазик? Дали има толеранција за оние кои што не можат да го совладаат бидејќи е многу различен од поприродно ни се некако поблиски овие другите, нели, српскиот, црногорскиот, хрватскиот, босанскиот и така натаму, меѓутоа словенечкиот ни е така малку подалеч. Да, јас лично јас го учев јазикот пред да отидам во Словенија и отидов таму и на првиот академски час ден седнавме во клупа со другарот и се гледаме после презентацијата, што ни ја дава, разбра нешто. Па ништо, и се почнавме се смееме. Затоа што колку и да се спремаш, мислам ќе дојде еден период на транзиција, сепак е нов јазик, меѓутоа професорите уште самиот ден ни кажа, ако дечки не се секирајте, ќе биде окей, ние сме тука да ве поддржиме. Студентскиот реферат, тука мислам дека кај нас е познато како студентски прашања, они се социјално достапни за се што треба, за сите информации. Пристапот е буквално онака како ти да си фокусот и да сакаат да ти помогнат да успееш во тоа што го правиш. Што е многу супер, затоа што и професорите знаат дека има студенти што повеќе ќе се фокусираат, има студенти што нема толку се фокусираат, например, кај нас на факултет, и тие што сакаат им помагаат да успеат. Не се толку стрикни да те притискаат да ова, ако сакаш учи, седни научи. Тие се испитите, тие се работи. Јас лично имам остварено многу контакти со професорите, заедно сме пиеле кафе, сме одели по конференции. Посредни се од нашите тука? Да, попристапни се, имам слушнато примери тука каде што, например, професорот малце лошо ќе изреагира. Добро, ние сме ги сведочеле тие примери, но има исклучоци. Примери и искуство имаме ние, затоа внимателно те следам. Но има исклучоци. Се прашувам од која бајка од Езоп е приказнала. Не, дека нема лоши случаи. Мислам, секоја држава, секој факултет се знае да се случи, меѓутоа генерално има мерки кои се почитуваат. Ако направиш проблем, веднаш ще реагира од страна на факултетот.
Јас знам и за примери кај нас исто така, дека некои професори си имаме некое време предизвици со нив како да функционираме, комуницираме. Меѓутоа, генерално, како студентска, како академска заедница е многу по друг пристап, многу по блиски сме. Не знам како е тука, затоа што не сум студирал да направам директна споредба, меѓутоа, од таму, моето искуство таму можам да кажам дека се баш онака пристапни, пријателски, ќе ти помогнат, ќе седнете, се прават проекти заедно со нив, се активираме, се ангажираме. Добро, да заклучивме дека дома си е дома, така? Да, заклучивме. Има социализација, дружење и се, но не како кај нас. Што е потребно? Кои се тие услови, за кои што велиш, дискутираме, дебатираме, ги пренесуваме, да се имплементираат тука, за и да имаат нашите студенти можност да се стекнат со поинакво образование, со поинакви услови, со искуство, да се вратат пак во Македонија, да сакаат тоа тука да го пренесат. Така, тоа е многу комплицирана тема и во последно време многу луѓе не Но се актуализира многу темата. Но се актуализира, што е супер. Да, ние што многу одлично. поддржуваме тоа. И ние како млада организација, Генерална македонска студентска организација, која постоиме како иницијатива 2 години, сега се и официјално регистриравме оваа година, направивме истражување каде што избравме 50 на млади, генерално што студираат во Словенија, меѓутоа и од различни држави низ светот, од нашата држава, и ги прашавме, окей, кои услови да се создадат за да вие да се вратите назад. И многу е комплексен одговор, затоа што генерално не е една работа, ќе речеме, еве, ова ќе го направиме, сега ќе се вратат. Не можам јас да ветам или да кажам дека некој ќе се врати, тоа е целокупна ситуација. Меѓутоа има некои препораки, мерки кои ние ги извлековме дека доколку се случат довербата кај младите, полека ќе почнат се враќаат дека на младите навистина не се важни, не е само дека ќе кажеме дека не се важни, туку покажуваме. И да ви го одговарам прашањето, дел од тие работи е инвестиција во младите од повеќе аспекти, во смисла опремување на универзитетите, опремување на факултетите, да седнеш во библиотека, да ти е мерак да седнеш да учиш, да отидеш на факултет, да сакаш да седиш таму, да се направи инфраструктура, да се спремат домовите, да се инвестира во ресурси што со кои располагаат универзитетите, и меѓу другото да се дигитализира системот, значи да биде попристапен, да се намалат трошоците. Слушам дека сега трошоците се зголемени дополнително од оваа година. Меѓутоа, окей, ако се зголеми тоа што треба да се оправда, да не остане истото ниво, туку да се навистина да скокне стандард, да се слушаат младите, да се соработува со младинските организации, да бизнис заедницата, тука не е само и владата, институциите како универзитети, тука и целокупното општество да сака да ги изгради тие млади. Значи бизнис заедницата може да се вклучи со проекти, со повеќе финансирање на универзитетите. Например, кај нас на факултет најголем дел од факултетот е инвестиција на најголемите бизниси во Словенија, каде што тие допренесуваат да ги имаме условите кои ги имаме. Исто така, борба со тие општествени проблеми кои ги имаме во смисла на корупција, непотизам. Младите не сакаат да мораат, и јас не сакам да морам да имам врски, да познавам луѓе за да завршам најосновни работи. Исто така, во истражувањето што го направивме, се вклучени платите, меѓутоа не се приоритет, често владе таа стигма, младите се замина, сакаат подобри плати. Тука е образование, тука е работа и примања, и тука е квалитет на живот како средина, здрава, чиста животна средина, да нема ѓубре на улица. Еве, до тие што не гледаат, од нас почнува, од мене. Јас не треба да излезам на улица и да си го фрлам пикавецот од цигарата. Младите нас тоа многу не иритира. Ти ќе ни кажеш. Па да, ние младите треба да им кажеме на возрастните. Ти ќе ми кажеш. Јас цело време им кажувам на татко ми, на мајка ми, на брат ми, на другарите, на сите што се тука. Се правиш паметен. Се правам паметен. Дај ми се љутат, ама на крајот на денот тоа е вистина. Мораме ние да се грижиме за нас. Ти живееш во чиста средина, а ние живееме во нашиот смет, што самите си го правиме. Да. Вистинските чекари ги менуваат работите и продолжете да ги правите. На вистина се трудиме како организација да помогнеме, меѓутоа и поддршка ни треба и тука. Значи, нашата Рубикова коцка е толку измешана што ни боите веќе не се препознаваат. На младите останува светот, студентите и движењата студентски се оние кои што
го носат општеството, не само нашето, туку воопшто, така било низ вековите, така ќе биде и понатаму. Бидете истрени, бидете тоа што се, станете квалитетни луѓе, па кој може, кој сака, нека се врати дома да ни покаже како треба. Ти благодариме за гостување. Благодариме за гостувањето. Ни